Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Со едно така наречено шаренило во песна, оро и нашиот убав македонски збор, нека вечерашната наша емисија ги стопли вашите срца, за да со пријатна разонуда се чувствувате во наредните минути. Како и секогаш, песната нека допре во вашите души, почитувани слушатели, а за тоа нека помогне и мојот соселенец Мирко Вретовски. Край води езерски, брано и да ми измијат, горки слози љубовни. Јас ноќна прошетав, покрај води езерски, брано и да ми измијат, горки слози љубовни.
вечерва, драги дечиња, повторно со приказна за вас и за Македонија. Македонија не е позната само по царевите и светоста на земјата преку градбата на храмови и крстилници од најстаро време. Попознати се нејзините ракотворби од народот во ткаењето, во везењето и плетењето. Камче по камче, мозаик. Слики по земја како килими се правеле. Соволка по соволка килимче се ткаело, со мотиви по душа, монисте, чустек се плетел, во сите бои шарена змија во рацете на ороводец. Камен по камен, куќа Божија се градело. Удар по удар во дрво, олтар во црква се резбарел. Мотивите кои се везени, плетени, ткаени, сликани, дрворезани, исто се како рацете на луѓето од Македонија создавани. Содржината, боите, осмисленоста ни го одликуваат животот на народот. Уметничкото творештво најрано го сретнуваме во неолитот како фигури на жена со накит накитена. Музеиците по царските палати, театри, крстилници ни покажуваат настани од животот на македонците. Во тие мозаици се истите билки, цветови, животни и разни ликови врамувани по рабовите со познатиот македонски преплет. Тоа се знаците на сонцето, на подножјето на кратерите со космичко значење. И рабовите на кошулите, килимите, маските, со истиот преплет македонски потпис е на сите артефакти во музеите по светот. Наши се, си ги знаеме. Се кренали мозаици од подовите и се искачиле како фрески под зидовите на храмовите со божи ликови, лица од народот, маченици и ангели облечени во кошули и наметки ги овековечуваат македонските ракотворби. Рубата на Константин и царицата Мајка Елена, Теодора Евросима, Ана Комнен и други фрески, обточени со бисери, мониста, пулејки на везовите и круните да блескат по светлото на свеќите. Тоа се вредните раци на македонските уметници што создаваат непроценливо богатство на македонското живење. Македонските ора, рамо до рамо, како котелци, како камчиња во мозаик, како оптоци со бисерни мониста, како преплет на кошулите извезани ни ја покажуваат смислата на орото, тешкото оро што го играат сите, ама никој не го тропнува чекорот како македонците кога играат. Во Париз, во музеот на човекот, облеката е представена со галичката носија, македонската кошула со галичкиот вес. Во галичкиот вес кошулата е покриена со црвено од црн вес. Украсите се со резки и филигрански копчиња. И без музика, накитот тропка, и при дишење, и при движење, и кога се игра наоро. Девојките цел живот го везат чеизот за да се покажат со полни касели пред свекорот и пред свекрвата. Си била кошулата ненавезена, Кочон Рацин рече во песната на Ленка. Не случајно познатата Ангелина Маркос вели: нема никој како македонската мома што успее да се доближи на небесната убавина од Божилакот. Добра ноќ, драги дечиња. Nasmevka, la 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 la.
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Уште не знам како без тебе. Кога врнат само спомени, трубадури свират песни, полни бранови. Која душа ноќева може да се одбрани. Не си тука втора година, пред мене си како икона. Кога силно ке ги гушнам двата ангела, чинам плаче Света Софија. Не си тука втора година, а од сонца песна извира и под жици спие та стара вистина. Кого сакаш, тој не умира. Плачам кога ке те спомена, солзи полнат цело езеро. Дали некој прави скала се до небото? Зошто Боже токму неја мене подобро?
plače Sveta Sofija. Si tuka vtora godina, a od sonca pesna izvira i po žici spije ta stara vistina. Kogo sakaš, to ide umira. Kogo sakaš, to ne umira. Верувале или не, тоа е рубриката од вистински настани, но дадени како приказни или преданија. Речиси, секој еден ја сака песната "Пусти мерак Ратке", што на фестивалот ја испеа Горан Тодоровски во битола на Серенада на широк сокак. Но исто така, речиси, и никој не знае дека таа е вистинска песна од вистински настан. Тоа се работи за тетката на интерпретаторот и самоук композитор кој живее во Австралија, Боби Поповски. Имено Боби како помал, додека живееше во Битола, од каде е и самиот тој роден, неговата тетка Радка, исто битолчанка, дошла еднаш дома да си ја посети својата сестра, а мајка на Боби, и случајно почнале да кажуваат за деновите од младоста. Тогаш Радка ја подсетила сестра си за некој исто така битолчанец, без да го спомне името, колку многу бил влюбен во Радка, иако таа не го сакала, а била многу лична, бидејќи сакала некој друг за кого и се омажила. Многу пати ќе се сретнеле на улица, а Радка го отпоздравувала. Меѓутоа тој секогаш бил занемен. Мозокот му се блокирал и со наведната глава, отруен од болка, продолжувал да оди, односно заминувал, но во неговото срце била секогаш Радка. Веќе години поминале и се побелела неговата коса и брада, но кај него не исчезнала љубовта према Радка. Слушајќи оваа љубовна приказна, Боби Поповски пред околу 20 на години компонира песна, како што вели самиот тој, најмногу испеана, а тоа е за неговата тетка Радка, но и за сите оние кои се согледуваат во оваа песна. Šergen befijas, sakav moma najlična, moja nestana, ne me zasaka, otkoren me otkorna. Moja nestana, ne me zasaka, otkoren me otkorna. Pijan da betke se odrezne, volen da jaske ozdrave, ama pusti mena Ratke po tebe, nikako da pomine. Pijan da betke se odrezne, volen da jaske ozdrave, ama pusti mena Ratke po tebe, nikako da pomine.
кога минуваш, глава си наведнувам. Добро вечер ти ми велиш и заминуваш, а јас отруен продолжувам. Добро вечер ти ми велиш и заминуваш, а јас отруен продолжувам. Пијан да бев, ке се отрезнев, болен да бев, јас ке оздравев, ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Пијан да бев, ке се отрезнев, болен да бев, јас ке оздравев, ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Години натежнале, коси побелеле, многу лета ратке во солзи легнувам, не знам дали ке се разбудам. Многу лета ратке во солзи легнувам, не знам дали ке се разбудам. Пијан да бев, ке се одрезнев, болен да бев, јас ке оздравев, ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Пијан да бев, ке се одрезнев, болен да бев, јас ке оздравев, ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Не можеме а да не ја дадеме рубриката Запознајте ја вистинската историја на Македонија и македонскиот народ, што повторно со вас ќе биде Одисеј Белчевски. Денес ќе продолжиме со македонските корени во англискиот јазик. Да кажеме, јазикот е душата на човекот и основата на нацијата. Најстарите јазици се градени врз концепција директно од природата. Македонскиот јазик е граден на таков начин каде зборовите се поврзани меѓу себе. Тоа е најмногу застапено точно кај нас, кај македонците. Да кажеме нешто малце за азбуката. Азбуките се менувале преку многу илјадници години. Кај старите македонци постоеле повеќе азбуки, а денес ја имаме така наречената наша македонска кирилица, која што е стара многу, а пак Кирил и Методи всушност ја обновиле старата кирилица, со која денес ја употребуваме. Да продолжиме. Тука имаме голема група на зборови во англискиот јазик и кога ќе ги бараме корените, кога ќе бараме од како потекнуваат и каде, тоа во лингвистиката се вика етимологија, всушност е потекло на зборот, коренот на зборот. Во многу случаи ќе видиме дека и покрај тоа што етимологијата или потеклото е очигледно македонско, западните лингвисти, научници
ја избегнувале таа вистина, затоа што не одговарало нити историски, нити политички. Значи, тука се мешале многу работи. Еден обичен збор, кој што ние го употребуваме во нашиот јазик, е зборот греда. Греда, всушност, да речеме на англиски a rod, a staff, a pole. Значи, греда од дрво. Да не го мешаме со греди и грейт. Тоа е друг збор. Кога го бараме овој збор и бараме како е поврзан со англискиот, најдваме дека во старо саксонскиот збор, Old Saxon на англиски, е герда. Герда многу ближи до греда. Тука имаме интерполација на двете букви, кога Р оди напред, а после Е иди напред. На старо, така наречен фризиски јазик или Dutch, или на некој така наречен Old High German, значи a twig, a rod, a staff, a pole. А што е значење дека Оксфорд, како еден од најјаките јазичари, факултет, да речеме, каде што се изучувале јазичари и така натаму, лингвисти, од овој збор потекнува зборот yard во англискиот јазик. Тоа го вели Оксфорд, јас го потврдувам, затоа што го најдвам во македонскиот јазик. Продолжуваме со еден многу интересен збор, всушност што е еден израз кој што од секојаш постел во латинскиот јазик, а тоа е carpe diem. Тие го изговараат карпе, ама тоа е царпе, што значи to pluck the day, да го употребиш дено, да го искористиш дено, да го исцрпиш. Автоматски се поврзуваме со црпи, срп и така натаму, значи црпи го денот. Дием е диен, ма преоѓа во на, што значи во латинскиот јазик царпе или карпе дием всушност потекнува од македонскиот јазик, по старата форма на македонски јазик, што значи искористи го дено, користи го дено, enjoy the day и така натаму. Продолжуваме и ќе кажеме за зборот, англискиот збор pit, што се пише P-I-T, P-I-T по наше, што значи оригинално порано значило hole, значи дупка, а пак во старо англискиот pit значи дупка каде што се пие. Автоматски се поврзуваме со македонскиот пие, пити на старо славјански и во српскиот пити. А па уште позначајно е тоа што во така некој германски стар јазик е пити јас. Пити јас значи да се пие, а јас од јас. А јас, многу чисто јасно, е македонски збор, што значи во англиски како пул, како падал, како, да речеме, едно место каде што има вода. Всушност, значи, стариот збор потекнува од македонскиот, поврзан со пиење, каде што се пиела водата. А денеска пит има и друго значење, значи всушност дупка или дупка каде што се става нешто и така натаму. Продолжуваме со зборот стад. Стад се однесува со стадо. Значи, мы имаме стадо коњи, стадо овци, стадо волови, може да биде волови и така натаму. А врската одма се наоѓа со така наречениот протогермански јазик, што е стодо. Стодо е чисто македонски стадо. А во Old Church Slavonic, старо славјански црковен јазик, исто значи стадо, значи herd, or да речеме група на животни кои што се заедно собрани. Го имаме зборот тука stump на англиски, што значи tree trunk, што е без гранките, без гранки. И кога ќе го бараме изворот или потеклото на овој збор, доаѓаме до така наречениот прото-индоевропски јазик, кој што се зборувал, денес се тие го рачунат како теоретски јазик,
затоа што немаме ние напишани книги на тој протоевропски јазик, али на протоевропски јазик стамп е стеб. Стеб автоматски се поврзува со македонското стебло, што значи tree trunk, што се поврзува со дрвото. Многу интересен збор имаме тука, зборот listen. Listen, да слушаш. Ако го бараме во протогерманскиот јазик, се разбира, германските западните научници морале да створат, вештачки да створат еден протогермански јазик, за што да избегнат поврзаноста со македонскиот или со сите други така наречени славјански јазици. На старо германски, протогермански, to listen, да се слуша е слусијан. Слушијан или слусијан. Значи С може да оди лесно во Ш. Тука очигледно се гледа врската со македонскиот јазик, кој ден денес се зборува. Да слушаш, да слушниш, слушнам, слушнато, поврзано со уши, ушите слушаат. Значи сето тоа е концептуално поврзано со човекот, со човечкото тело и така натаму. Продолжуваме да видиме, баш ги одбераме и поинтересните збори. Во англискиот јазик има збор липо, што се употребува како почеток на липид, што значи нешто што е fat, значи нешто дебело и лепливо. Тие го кажуваат дека е тој грчки збор липо, кој што не е поврзан со грчкиот јазик, а може и возможно да има некоја форма која што е позајмена од старите пелазги, уште пред многу години. Старите пелазги се македонците. И кога ќе го најдеме прото-индоевропејскиот збор, тука имаме леп, лейп, што значи to stick, да се лепи. Значи дебелото што е што го кажуваме, што го се најде во телото на самиот во човекот, се поврзува функционално со зборо лепи. To stick. Денеска употребуваме лепи, лепило, to stick, to adhere и така натаму. Еден интересен збор, кој што јас го испитав и го пронајдов по теклото, е зборот stupid. На англиски, човек што е со намалена нементален капацитет, на старо некој француски е stupid, на латински е stupid, и продолжуваме во латински исто се наоѓа глагол stupere. Но во протоиндоевропејскиот јазик го кажува всушност македонскиот, затоа што тука имаме туп. Во протоевропејскиот јазик, протоиндоевропејскиот јазик, кој што е теоретски спрема западните лингвисти, тој воопшто не е теоретски, тој е македонски. Тука имаме тупа, тупни, исто се поврзува, а туп човек е тој што не е толку интелигентен, по-бавен со менталната, да речеме, менталниот капацитет и така натаму. Not sharp in English, дал. А исто така туп е дал. Нешто што иступено не е оштро. И така натаму, валатите се иступат и така натаму. Продолжуваме и тука го имаме еден интересен збор ache. Ache на англиски is to suffer pain, to feel pain, to be hurt as well. Кога ќе го најдеме стариот збор на така наречениот протогермански јазик е акна. Акна значи чисто македонски да те акнам. Акна да те удри, да те повреди и од тука произлегува зборот ache, што се пишува A-C-H-E, аке, а се пронаунсира ache. Со ова јас ќе завршам денешниот дел на емисијата и ќе се видиме до идниот пат.
Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на subscribe, со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Еве и песната од мојата поезија. Од височините на небесниот свод, како магнет ме грабна, без жал, без совест на душата носејќи ме длабоко во океанот, оставена на милост и немилост, фрлена на дното. Не, доста е, рече некој, и како морска сирена испливав, за да пак погледнам нагоре и од се срце речам: фала ти Боже, што си секогаш со мене. Нема село, нема град, ни старец, ниту млад, без да трепне на тој глас. Јас сум мода весела, срце сум песна донела, ајде за тебе. Песнава ми е зборлива, играва ми е горлива, ајде заиграме. Кој да ме послуша, кој да ме дослуша, срцето си отвори, од сега тој изгори. Нема село, нема град, ни старец, ниту млад, без да трепне на тој глас. Јас сум мода весела, срце сум песна донела, ајде за тебе. Песнава ми е зборлива, играва ми е горлива, ајде заиграме. Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не внедела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.